Не би сакал да бидеме алатка во рацете на бугарски политичари кои што припаѓаат во минатиот век и не гледаат кон иднината. Вака премиерот Мицкоски ја коментира битката со амандмани која се води во Европскиот парламент за нацрт извештајот за Македонија на известувачот Томас Вајц и бугарските европратеници кои поднесоа над 100 амандмани со нови забелешки околу уставните измени и македонските евроинтеграции. Алармот кај официјална Софија особено го запалија амандманите од Вајц со кои тој ја повикува правната служба на Европскиот совет веднаш да ги разјасни сите двосмислености за тоа како протоколот со Бугарија се однесува на пристапниот процес на Македонија. За Мицкоски ваквите потези од официјална Софија не се изненадување, но според него не заслужуваат внимание. Во Брисел вели течат разговори за македонските позиции, а владата, како што рече, аргументирано се бори. Со господинот Вајц случајно бевме во истиот воздухоплов кој што се обраќаше на линија Брисел-Виена. Разговаравме и сето ова што се случува сега, јас го антиципирав на тој состанок и му предочив на господинот Вајц дека ќе се случува. Целта е да бидеме вовлечени во предизборната кампања во Бугарија на оваа тема. Затоа ве молам да не дозволиме да дадеме алиби на политичари од нашиот источен сосед кои што припаѓаат на минатиот век, да водат кампања на ова прашање. Едноставно ве замолувам да го игнорираме сето тоа, а ние како влада разговараме со нашите пријатели во Брисел, се разбира, аргументираме, се бориме. Дел од бугарските европратеници како Андреј Ковачев, Ивајло Валчев, Никола Минчев со повеќе од 100 амандмани изразуваат загриженост за правата на малцинствата. Ја повикуваат Европската комисија да вклучи механизам за оценување на спроведување на договорите со Бугарија и Грција, со барање за проценка на дискриминацијата за лицата кои се само идентификуваат како бугари во земјава. Револт во Софија според бугарските медиуми предизвикал и амандманот 214 поднесен од Вајц, во кој тој ја нагласувал врската на сите земји членки на Советот на Европа и на Европската Унија брзо да ги спроведат преостанатите пресуди на Европскиот суд за човекови права, а меѓу другото го повикува Советот да спречи билатералните прашања што не се поврзани со копенхашките критериуми да го попречуваат напредокот. Нацрт извештајот беше презентиран на АФЕТ на крајот од февруари, а конечната верзија по разгледувањето на амандманите ќе биде усвоена во мај.